Пристигна и нашиот гостин Горан Субашевски, кој што е и автор, и уредник, и водител на емисијата која што започнува утре во 10 часот на Алфа телевизија. Горан, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Поздрав до вас и вашите гледачи. Од сега понатаму ќе бидат и вашите гледачи од утре од 10 часот. Ова е емисија наменета за сите љубители на ловот, риболовот. Така и ljubители на природата, прошетки низ природата, екологијата, така. Самиот вие сте ловџија. Така, ловџија сум скоро 25 години активен ловџија и претходно уште од мали нозе, како да кажам, со мојот татко идев на лов, така, придружник негов бев и така се роди љубовта за ловот во мене и еве сега станав активен ловец. Па таму се роди идејата за оваа емисија Жива цел, нели, која ќе се емитува од утре од 10 часот на оваа телевизија, за едукативно да делуваме на ловците, бидејќи движејќи се по терените, наоѓуваме на некои немили слики во врска со екологијата и тоа сакаме да го отстраниме, повеќе да го нема на тие терени и така едукативно да делуваме малце на ловците. Како ловџија претпоставувам дека нема катче каде што негде не сте биле. Дали па има. Има и катче каде не сме биле, така, значи, да. Него се трудиме секаде да стигнеме, нели, каде ќе бидеме повикани и така. Дали ќе се обидете сега меѓу другото преку емисијата на пошироката публика да деловите токму некои местенца кои што се непознати за нас? Па не знам колку се непознати, него еве, ќе напоменам сега најново, бевме во ловното друштво Орел од Баландово, каде таму учесник беше и председателот на Ловечката федерација на Македонија Владко Алексовски. Да, нима гостувано Да, тука. бевме срдечно примени, како да кажам, од председателот на ловното друштво. Направивме една хајка или лов на дива свиња. Не успеавме ништо да ловиме, но тоа не беше ни целта у суштина, него направено едно дружење имаше околу 60 на ловци, направено едно ловечки ручек, таму го вкусивме и познатиот баландовски вршник. Така, во една пријатна атмосфера, со едно дружење, заврши тој ден, значи не уловиме ништо, него остана средбата со пријателите, запознававме нови пријатели и така. Емисијата рековте дека ќе едукативен карактер, да. Претпоставувам дека и тематска ќе биде, секоја емисија различни теми ќе третирате? Да, па во неја сакаме да се осврнеме повеќе, да кажеме нешто повеќе за животните, за ловечките кучиња, пошто секое куче си има свој начин на лов, нели, има постојат кучиња птичари со кои може да се ловат одредени птици, кучија гоничи за лов на крупен дивеч. И тие се осврнеме и за животните, секој животно да ги кажеме карактеристиките. Секој ловец може да познава дел од карактеристиките на животните, кај се движат, со што се хранат, но ете за оние најмладите кои сакаат да бидат членови или ловци, не е лошо да чујат некоја информација повеќе за тој вид на животни. Сосема логично, емисијата ќе биде теренска, сигурно нема тука во студио да донесете некоја дива свиња да ја покажувате. Бидејќи тоа и самите ловци сакаат да го гледаат. Да. И знаете дека снимателот ќе има многу тешка работа, да. Знам. Не ќе му е најтешко. Во овој момент ќе го поздравам и снимателот, тоа е мојот син, кој да, и он е снимател и монтажер на емисијата. Најтешкиот дел го има он, а јас сум полесниот, нели, комуникацијата со лицата и тоа е тоа. Мислам дека ќе успееме во нашите намери со оваа емисија, па ќе видиме, ќе кажат гледачите. За време на емисијата одеше и рекламата веќе, најавата за вашата емисија, меѓу другото слоганот беше ловете одговорно. Што точно е, вие ловџите знаете што значи се лови одговорно? Па знаеме што значи ловете одговорно. Еве, како прво би кажал дека не смее да се лови дивечот додека трае парењето и неговото одгледување, мислам, израснување во шумата. Тоа е период обично кога започнува пролетта, односно ловечката сезона започнува од 2 август до 31 јануар за крупен дивеч, мислам од октомври до 31 јануари за крупен дивеч, а за птици започнува од 2 август и трае до крајот на месец февруари. И после тоа започнува забраната.
настанува оплодување на дивечот, нели, и не треба се вознемирува додека, нели, се изведат или се испилат пилиња и така. За жал сите сме сведоци како постојано едно е законот, а од друга страна е непочитувањето на истиот, дали и во овој случај често пати Па има и такви случаеви, имало и ќе ги има, но се надевам дека тоа би било во помал број, затоа, нели, ја правам оваа емисија, малку да со едукација до ловците, нели, да се разбие свеста да не изгледа дека ние ловците сме убици на животните, него чисто Напротив. ловот да го сватиме како одгледување на животните, нивно размножување, заштита, например во зимниот период кога снеговите се високи, не може да го лови. Значи не смееме да ловиме кога знаеме дека дивечот е немоќен. Во тие случаи, нели, треба да ги прехрануваме, да носиме зрнеста храна, сено или било што, за да може птиците и животните, нели, да преживеат колку толку. Една посебна категорија на луѓе се риболовците. Тие си се приказна за себе и за нив има простор во емисијата да си пронајдат она што Па ги и јас сум интересира. дел од риболовот, значи кога ловот завршува, јас продолжувам со риболовот, значи, али првенствено ми е ловот во душата. Како и да е, смета дека има доволно публика за ваков тип на емисија, што ќе им е интересно ова? Ова секако не е само за они кои што се ловци и риболовци, туку и за пошироката публика, така? Па за пошироката публика, да, сите оние кои се љубители на природата. Тука планирам да воведам и планинските спортови, што велосипедизмот, и не знам друго што би можело, се што е поврзано, значи, со природата. Ке има еколошки акции, чистење на организирање на ловичките друштва, нели, за чистење на терените од несовесните ловци, што оставиле смет за себе и така. И секако ќе ги откриете и природните убави на Македонија, а за тоа сум сигурна дека има доволно материјал, така? Има, да, ќе се обидеме во најдобро светло да ги представиме ловиштата и убавините на Македонија, планинските, езерските, речните и така. Ајде, уште само накусо, за да речеме за 24,5 часа ќе биде премиерата на емисијата, накусо само што ќе видат во првата епизода. Што ќе се обработува? Па напоменав пред малку, во првата емисија баш ќе биде тоа во Валандово, во ловното друштво Орел, каде таму напоменав и ќе биде претседателот на Ловечката федерација Владко Алексовски. Има организирано хајка, ловечки ручек. Нема многу да откриеме врска со емисијата, самите гледачи нека застанат нека седнат пред своите телевизори и нека погледнат емисијата, па ќе ги слушнеме нивните коментари. Горан, ви благодарам многу на емисијата, ви посакувам и успешна премиера и ви посакувам многу уште такви емисии и многу публика секако. Ви благодарам уште еднаш. Им благодарам и на сите гледачи кои што ова утро беа со нас.